Вистинската телевизија не би била вистинска доколку на неа не се емитува програма наречена Вистина е. Следува студиското издање на редовната рубрика Вистина е на Вистинска телевизија. Презентираме факти, статистики, аргументи и други вистини. Овој пат во потрага по вистината за современата литература во Македонија. Вистина е дека меѓу најстарите пишани текстови зачувани до денес се ведите, напишани на древен ведски јазик, санскрит. Тие се дел од така наречената индиска книжевност. Името на ведите потекнува од зборот вид, што на санскрит значи увид, знаење. Еден од најголемите непријатели на човекот, се тврди во ведите, е незнаењето. Се смета дека постоеле 108 веди, но денес се останати само 4. Вистина е дека во нив е содржан целокупниот поглед на светот на еден стар народ. Химните содржани во ведите се исполнети со радост и восхит за постоењето, а видливиот свет се смета дека опфаќа само 1/4 од целокупното постоење. Вистина е дека втората фаза од индиската литература е појавата на Упанишадите, кои биле тајни учења наменети само за посветените. Во овој период се вбројува и создавањето на двата големи епа Рамајана и Махабхарата, односно од првото илјадалетие пред нашата ера. И двата овие епа зборуваат за борбата меѓу доброто и злото. Вистина е дека египетското писмо настанало за време на Средното египетско царство, а старите грци го нарекле хиероглифи, затоа што оделе во Египет за да учат од тамошните мудреци астрономија и геометрија. Најстарите зачувани текстови се наречени текстови на пирамидите и се врзани за елиополиската космогонија. Од Средното и Новото царство меѓу религиозните и магиските дела најпознати се текстови на саркофазите и египетската книга на мртвите, која содржи 12 поглавја. Од подоцнежниот период потекнуваат и разни други дела. Филозофските приказни, на пример за двајцата скарани браќа чии имиња се Вистина и Лага, или приказната за проколнатиот принц, каде темата е судбина, авантуристичкиот расказ приказната за бродоломникот, која веројатно била урнек за поновата приказна за Симбад морепловецот. Лирскиот зборник Песни од реката изобилува со љубовна поезија, во која се опева радоста на животот. Вистина е дека иако не е најстара, кинеската литература има најдолга историја на ист јазик. Најстарите пишани споменици кои потекнуваат од вториот милениум пред нашата ера немаат литературна вредност. Тука спаѓа книгата со пророштва и Чинг, една од најнеобичните книги кои постојат. Најважното дело на таоизмот е Дао Де Ѓинг, стихови кажувани од мудрецот Лао Це, кој самиот ништо не пишувал, туку делото го напишале неговите ученици. Така тој се вбројува меѓу ретките умови на човештвото кои ништо самите не напишале, слично на Буда, Сократ, Исус и Мухамед. Од книжевен аспект, најважно од класичните дела е Шикинг, ова е зборник на најстарата кинеска поезија, на која се воспитувале сите генерации кинески поети. Вистина е дека антика е термин кој го означува периодот на европската политичка и културна историја во кој водечка улога имале Стара Грција и Рим. Антиката го опфаќа периодот од околу 15 векови, од 1000-та година пред нашата ера до 500-та година од нашата ера, помеѓу падот на Западното Римско царство и затворањето на паганските филозофски училишта во Источното, Јустинијаново царство. Вистина е дека старогрчката литература е најстарата запишана литература на територијата на денешна Европа. Таа се создавала врз основата на старогрчката митологија. Литературните почетоци се врзуваат за еолските и ионските градови во Азија, каде што се развила поезија во која се опевале подвизите на легендарните јунаци. Од таа богата книжевност останати се две ремек дела Илијада и Одисеја, а името на човекот кој ги испеал, Хомер. Вистина е дека римската или латинската литература се развивала под влијание на хеленската и затоа нејзината вредност е двојна. Таа не е само одраз на развитокот на римското робовладетелско општество, туку и ризница во која се сочувани некои дела на хеленски научници и поети, чии оригинали се изгубени. Римската литература може да се подели на неколку периоди: докласичен, класичен и посткласичен период. Според ова, таа опфаќа цели 8 векови. Вистина е дека главно дело на еврејската традиција е Библијата. Зборот Библија на старогрчки јазик значи книга. Од нејзиното комплетирање во 4 век од нашата ера, кога Европа преку Византија и Рим официјално го прифаќа христијанството, и се до Ренесансата, сите одговори европскиот човек ги барал во оваа книга над книгите. Таа е разновидна збирка на текстови кои настанале во долг временски период, почнувајќи од 13 век пред нашата ера. Поделена е на два дела: Стар Завет и Нов Завет. Стариот Завет е света книга на јудаизмот, содржи 50 книги во кои се изнесува историјата на еврејскиот народ од најстари времиња до појавата на Исус Христос. Новиот Завет содржи 27 книги во кои се зборува за делата на Исус Христос и неговите апостоли.
Вистина е дека првата Библија пишувана рачно чинела 8 милиони долари, а изработката траела цели 12 години. Вистина е дека Шекспир е автор на мноштво зборови во англискиот вокабулар. Некој што сам ги измислил се трач, рекламирање, шампион, зависност. Вистина е дека авантурите на Том Соер е првата книга напишана на машина за пишување. Вистина е дека Франц Кафка го замолил својот пријател Макс Брод да ги запали сите негови дела. Процес, Замок и Америка се испечатени против негова волја, а вистината за современата литература ќе ја дознаеме од младиот писател Христијан Аџиевски. Христијан, која е вистината за македонската литература моментално? Колку таа е богата со нови современи дела? Па со оглед на тоа дека како лиценциран лектор по македонски јазик има можност да работам, да соработувам со доста млади и нови автори на македонската литературна и книжевна сцена. Можам да кажам дека таа е особено богата и дека пред да почнам да работам како лектор, јас и немав и можности, не ни знаев дека толку многу имаме млади автори на ова сцена, бидејќи и гледајќи по мене, оние млади автори кои што не толку многу често имаат можност нивните дела да стигнат до што поширока читателска публика, бидејќи знаеме, ако немаме директен контакт со самите писатели и автори, дека тие дела стигнуваат до така помал број на читатели, а бидејќи јас директно комуницирам и соработувам со тие млади автори, можам да кажам дека нивниот број е особено голем, но не е само на квантитетот, туку има и доста голем број на квалитетни млади автори. Кога велам млади, не мислам на млади по возраст, туку кои што се релативно и нови на книжевната сцена, без разлика дали се и во малку повозрастни години. Покрај тоа што работиш како лектор, ти си писател. Обично предводник на пишувањето на книги е љубовта кон читањето на книги. Дали ти читаш книги и кога започна со читање на книги? Па, не постои период каде што имаме почеток на почнување на читање на книги, но можам да кажам дека кулминационата точка на љубовта кон читањето и конкретно кон литературата се појавува, односно се достигнува во периодот на студентските денови како студент по македонски јазик и книжевност, кога покрај желбата за читање, тогаш имаш и обврска да читаш и не само да се читаат литературните дела, туку и да се навлегува во длабоки анализи со таква обседнато што честопати и ликовите на самите литературни дела можат и да почнат и да ти оживуваат и пред очи, така што тие некои периоди можам да кажам дека значат за достигнување на тоа ниво да се условно кажано заразиме со така поголема љубов кон самото читање, но и кон подоцнежно создавање на литературни дела. Дали се сеќаваш која книга прва ја прочита, која ти има... Прва да прочитам, не. Во смисла прва, откако започна на факултетот и која што ја разви таа љубов кон книгите, кон читањето? Мислам дека не постои едно такво дело кое што би можело да биде пресудно кон создавање, односно раѓање на некаква желба и на љубов кон читањето, но голем број на пред се неколку дела кои што се на примери на светската класична литература, мислам дека имале особено голем поттик во моето подоцнежно, да речам, заљубување кон пишаниот збор. Кога започна да пишуваш книги? Па, јас уште многу долго пред да размислувам воопшто некогаш да издадам некакво мое лично дело, јас сум пишувал многу одамна, но не толку многу проза. Јас во раните години на моето пишување и дружење, да речеме, така символично со перото, со хартијата, значи, сум пишував поезија, значи, можам да кажам некаде уште во тој предтинејџерски период. Сега, да не го употребувам сега, но ќе го употребувам тој клиширан израз, пишувам од како знам за себе, не е до толку, но да кажеме дека од тие рани години, некој тој предтинејџерски период, се занимавам со
пишување, сега тоа не е занимавање, туку едноставно пишувањето во тој период станало дел од моето секојдневие, па и дел од мојот живот. Која е твојата прва издадена книга и што беше инспирацијата за таа книга? И издадена и напишана во однос на прозно дело. Тоа е годината 2011 кога е напишана, а издадена и промовирана беше наредната 2012 година. Книгата насловена Подарок за блиски раце. Тоа е еден мал роман кој што е со автобиографска содржина и зборува за тие некои тинеџерски периоди од самиот живот, односно се занимава со почетоците и кариерата на рап групата, музичката рап група Стиховно војување и сите нивни згоди и незгоди, преполна со возбудливи периоди во кои што ги наоѓаат главните ликови, меѓу кои сум и самиот јас. Значи, таа книга представува еден, би рекол, успешен собирачки потфат на голем број на настани и моменти кои што се движат некаде во временски период од 7-8 години, каде што имам јас собрано голем број од таа заедничка меморија која што имаме ние ликовите, кои што и главните јунаци кои што можеме да се сретнеме во таа книга, би рекол едно богато наследство на тој наш тинеџерски и младешки живот. Дали најчеста инспирација ти се настани од животот или пак за пишување на книга? Како можеме да кажеме дека да, и лични, но и не мораме ние секогаш да се инспирираме од себе си. Сега честопати во инспирацијата за пишувањето може да ни бидат и другите личности кои што не мораме ниту да ги познаваме, а може да ни бидат и не само настани, туку односно може да ни бидат и различни постапки на луѓе кои што со кои што ние директно или индиректно во нашиот живот знаеме да се соочиме. Колку време ти е потребно да напишеш една книга? Тоа е релативно во зависност од темата која што си решил да ја обработуваш и од самата комплексност на таа тема која што се обработува, анализира и се создава. Можам да кажам дека не постои некаква временска рамка во која што би била како средишна за почнување или завршување на едно литературно дело, посебно ако подлежи на некакви истражувања, на собирање на податоци, на анализа на тие податоци, секако таа постапка знае често и да го одолжи тој процес, нешто што го обработувам јас, значи не само белетристика и книжевна литература, туку кога се пишува и создава некоја книга со научна содржина, односно кога станува збор за некакви научни студии, тоа знае да трае особено, но можне многу подолго од да кажеме оние книги кои што спаѓаат во таа така наречена уметничка литература. А колку книги имаш напишано и издадено? Автор сум на 5 книги, значи првата ја спомнавме, Подарок за блиски раце, таа рекавме 2012 година. Потоа 2019 ја издадов историската демографија на македонските села, значи односно се нарекува демографските промени во македонските села од 1948 до 2002 година. Книгата, како што спомнав претходно, представува една историска демографија, ако не е единствена, една од ретките такви во македонската наука кои што се занимаваат со статистика на населението во македонските села помеѓу 1948 и 2002 година, односно сите пописни години во македонската држава и анализа на сите миграциони процеси кои што се случувале и движењето на македонското население во низ сите овие години во некаде нешто повеќе од половина век и тие движења миграцијски кои што доведуваат и до различни промени, кои што секогаш се интересни за анализа. Потоа имам со мојата колешка Ана Жежовска, имам една заедничка книга како коавтори на книгата се однесува на бајки за јунаци и принцези. Тоа е книга која што е намената за детската читателска публика, односно преку илустрација и цртежи и наши бајки, значи во форма на раскази имаме издадено една таква заедничка книга како плод на една заедничка соработка. Потоа 2022 година излеземе од зборник Гласот на предците, кој што е
зборник на македонски народни преданија, каде што имам собрано и исто така анализа на голем број на теми кои што се однесуваат на собирачката дејност во Македонија уште од 19-тиот век и голем број на дела, преданија и легенди кои што биле објавени, па многу ретко се преобјавуваат, голем број од нив веќе подлежат на тој виор на заборавот, бидејќи од кој можат да бидат проголтани и со цел за да остане една бележитост, да се зачува едно такво наше културно, односно материјално, културно наследство за тие народни умотворби кои што ги имаме во македонската колективна свест. Се издаде тој зборник во 2022 година и мојата најнова книга е Само птиците се враќаат назад, која што е стара неколку месеци, односно да речеме дека 3,5 месеци е веќе помеѓу читателите. Само птиците се враќаат назад се однесува на бегалците во историската Голгота на Егејска Македонија. Се надевам дека подоцна можеме и нешто за неја да кажеме. Да, може. Да што се работи? Која ти беше инспирацијата? Ова книга е иако и гласот на предците и претходната, секако народните преданија и македонското народно творештво е во директна нераскинлива врска со историјата на македонскиот народ и секое народно творештво е поврзано со историјата на својот народ, на народот кој што го пренесува, раскажува, доживува и така натаму, но сепак ова представува една посебна историска книга, односно се однесува на историја која што се раскажува, но од реални случувања. Не е ова предание кое што чија реално случување се темели на креативното раскажување на македонскиот народен раскажувач, туку овде станува збор за вистински историски настани кои што се случуваат во почетокот, односно првата половина на 20-тиот век. Се однесува на размената на население во Егејска Македонија, односно сите тие војни кои што доведуваат до размена на население и до голема промена на националниот и верскиот состав во Егејска Македонија, па така македонците од најброен народ во Егејска Македонија во тој период стануваат жртва на голем број на репресии, притисоци, иселувања масовни кои што подоцна ќе бидат откорнати од родната грудка и за секогаш нивно напуштање од дедовите огништа, со тоа што сите овие историски превирања можат да придонесуваат за тоа Егејска Македонија како една културна ризница на македонскиот народ да доживее една страшна голгота која што само по неколку децении да биде една поинаква земја каде што се уште можеме да ги пронаоѓаме тие распаднати, изгаснати огништа, но сепак во згаснатите огништа можеме да ја пронајдеме таа не се уште изгасената пепел на голем број села кои што биле директни жртви на воените дејствија. Оваа книга зборува за оние кои што за одлуката на големите сили, на големите владетели кои што само со еден потпис од некаква меѓународна конвенција често пати одлучуваат да иселат стотици илјади семејства со само една одлука, да протераат цели народи, како во една мисла која што е запишана во самата книга од директно интервју за еден бегалец од неговото родно огниште, вика големите одлучуваат за малите, сега парафразирам, ги иселуваат од родните огништа и ги разменуваат онака како што овчарите си го разменуваат сопствениот добиток. Значи, луѓето се мета и цел на тие репресии, од кои што веќе трета, четврта генерација можеме да забележиме дека имале и голем број од нив со забрани да се вратат во сопствените огништа, а и оние кои што функционирале и обстојувале цели македонски огништа со една исконска бележитост во
како е таму каде што обстојувал еден типичен македонски живот, денес таму можеме да најдеме само пепелишта или можеме да најдеме една целосна промена на тој национален состав кој што денес го среќаваме на терен по тие долгогодишни истражувања на терен. Како што можев да забележам, главна инспирација за пишувањето ти е македонската историја. Во кој жан се пронаоѓаш и дали читаш книги од диз жан, како што пишуваш? Па, пред се да, како што можевте да забележите, историјата се наоѓа така високо на пиедесталот во моите и моето читање, создавање, па и самото истражување. Можам да кажам дека историјата е она наука и еден од оние жанрови кон кои јас лично се магнетизирам, но сепак тука не изостануваат ни делата кои што и претходно спомнав, дека оние кои што важат и за примери на таа една класична светска литература. Но сепак на прво место секогаш останува историјата, но не само како дел од белетристиката, туку и историската наука. А дали имаш можеби омилен автор? Па еден омилен автор, не знам дали можеби би било и неблагодатно да кажам, но имам автори кои што можат да значат поттик и како дел од македонската, но и дел од светската литература. Тога секако може да се споменат оние бардови на светската класика, како Достоевски, па Виктор Иго, па предмалку го споменавте и Франц Кафка, па Ернест Хемингвеј, Харпер Ли и така натаму, но и од македонската книжевна сцена тука неизоставен дел од вечната инспирација може да биде секогаш Петре Андреевски, во однос на драмската литература останува на врвот, секако незаменливиот Горан Стефановски и уште плејада други литературни дејци кои што не само кај мене верувам дека оставаат траг во секој оној кој што создава или верува дека во иднина може да биде дел од нечија читателска публика. Спомена дека пишуваш и поезија, дали планираш нешто да објавиш од твојата напишана поезија? За сега не е поезија. Поезија имам пишувано премногу, но немам за сега идеја да објавам нешто како поетско дело за сега, но не знам зашто би било тоа причина да не се случи во иднина, но нешто кое што во моментов го подготвувам е нешто многу поразлично од поезија, а нема да откријам што е тоа. Добро. Дали имаш можеби омилена книга од твоите? Па можеби не омилена во таа смисла на зборот, но мислам дека најдобро сработена е токму оваа последната "Само птиците се враќаат назад", иако е напишана и завршена за релативно краток период, мислам дека ми одзеде најмногу енергија, односно на оваа книга посветив најмногу труд, бидејќи во самата книга се наоѓаат бројни истражувања, значи и на терен, и во стари литератури, и во комуникација со луѓе, директни потомци, така натам, сведоци, голем број на лични сведоштва и мислам дека, иако секогаш не може во она 100% да се долови замислата, која што имаш пред да ја почнеш книгата, но мислам дека барем успев така најмногу да се доближам до она што ми беше моја замисла. Мислам, лично јас сум така, кога не би бил автор на оваа книга, мислам дека кога би ја погледнал така би ми се допаднала. Иако можам и гласот на прецеде да не исклучам книга која што е создавана исто така со премногу љубов, можам да кажам, и премногу мерак. Што може да очекуваме во иднината? Па спомнав пред малку, јас кога создавам нешто такво дело, имам некое начело да не откривам, односно тоа го создавам, го правам потајно. Се додека не излезе некаква структура, некаква форма, да биде некаква оживеана творба која што ќе можам вака да ја покажам. Значи, може да очекуваме ново дело. Но не толку брзо. Сега кажавме дека, точно 20 февруари се сетив на датумот е денот кога излеза оваа книга, така што се уште нема ни четвртина година. Ред, ти благодарам на гостувањето. Дали имаш порака за гледачите? Па за оние гледачи кои што создаваат нешто
имат желба, порив, нешто да пишуваат, да создаваат, да не се обесхрабрат тоа да го споделат со поширокиот круг на читатели, односно со некаква читателска публика, бидејќи пишаниот збор е нешто како поточе, кој што секогаш ќе си тече, ќе си го наоѓа својот пат, ако ќе секогаш водата која што тече може да ја распука секоја земја, односно ако го запреш на едно место, тоа ќе избие на друго место и може да стане река. И подоцна сите оние читатели од кои се обесхрабруваш, можеш да ги натераш на таа река да изградат самите мост. Што значи, исто како водата, можам да кажам дека и пишаниот, како што си го наоѓа својот пат, и пишаниот збор ќе си го најде својот пат да може би да биде земен во нечија преградка. Тоа е една скромна, но сепак богата порака, која што би ми било драго доколку биде применета од некој кој што се уште се мислат и не можат да се одлучат дали да влезат, односно да се впуштат во тие авторски води, не би рекол писателски, веќе тоа е значи нешто друго во книжевна смисла. Ти благодарам многу. Благодарам за поканата. Ја дознавме вистината за моменталната состојба на литературата кај нас, а со факти и аргументи за некоја друга интересна тема се гледаме во наредното издание на Вистина е.